тие предели, тие тешки услови на живот, значи да се направи еден фантастичен систем на иригација и да се направи една зелена долина, која што ние видовме дека именуваат како Шангрила, долината на вечниот живот. Од многу аспекти. Непристапниот терен, кај нив овозможил да ја зачуваат традицијата, културата, да си ги зачуваат сите оние исконски и традиционални ритуали, да ја зачуваат песната, музиката, да го зачуваат говорот и да го зачуваат начинот на исхрана. Тоа се веројатно едни од трите аспекти кои што македонците одамна го познаваат за пренесување на вистината не на материјален начин, него на прав македонски начин. Тие се класичен пример што значи кога Западот и Истокот ќе станат едно и што всушност сакале да ни кажат нашите предци кога дошле до овде. И нас, и на светот. Што значи да се живее според македонски принципи и македонски поглед на светот, да бидеш едно со природата. Тогаш можеш да зборуваш за идеално бескласно општество според македонска рецептура. Затоа во такво општество не постои криминал. А можеш да зборуваш само ако си го видел тоа лично, со своји очи, како што го видовме ние, а не ако си го прочитал како теорија напишана во некој учебник. Actually, although historically, the people of Hunza received a lot of inputs from different cultures, from different people. Yes. But at the same time, we believe that, still we have been able to maintain our own unique identity. We have a lot of pride in this, our language, Brushaski. Yes. And therefore, we would go miles and miles to preserve and maintain our historic heritage. Yes. Македонскиот лингвист доктор Илија Чашуле, професор на Универзитетот Меквари во Сиднеј, после 12 годишни научни истражувања и престој кај хунзите, има цврсти докази за тесна врска помеѓу бурушаскиот и старомакедонскиот, тоест бригискиот. Некои бригиски зборови се и до ден денес зачувани во современиот македонски јазик. Тоа се зборовите бара, вади, врне, турне, гази, брка, се вика и така натаму и така натаму. Бурушаскиот звучи вака. Чил минува, шапик шива, чај минува, баю мива, бе шакер мива, чај. Ете џар асоке баю мива, шакер мива, кичида ете гореча. Амулум докова, матанум докова, асирум докова, ете џар асо. Менаба ун џар асо. Ете тумда унар гор џагабар џеичам ун џар асо ко thorad. Amula nichamu mathan bilaha jeepulu nicha be piadal nicha amula nicha ite jar aso. Yeah, in fact, I met our good friend Ilya, but for a brief time. However, I also read his draft paper, which he researched, trying to establishing a link, historical link between the language of Macedonia and the Brushaski. Yep. We have been, a lot of people are telling us, particularly, the Britishers who did a lot of research here. Yes. They are saying that, look, I mean, this is a language which is very isolated, which has Nobody no roots, in the world speaks, yes. and which has no roots. That really worries me. If I don't have a roots, what am I going to do? Yes, I need a roots in order to prove my identity. So I think because of age, we have been, listening from our, parents and grandparents, that this area was first populated by the soldiers of the Alexander the Great, who for various reasons, left behind, and then, later on they settled over here, and that he or maybe, or other people after him, or those who are interested in this, area,
may able to establish a fact that, yeah, I mean, the Brushaski, this came from Macedonia. Македонците како битија многу блиски до природата. Впрочем, тоа го кажува и нашиот символ сонце на знамето наше. Впрочем, тоа го кажува и празникот Голема Богородица. Некои таа ја нарекуваат Кибела и ние ја славиме на 28 август. Тоа е голема убавина да се слави еден празник на нашето најголемо мајче,